Долг од околу 370.000 денари за 9 години станува над 800.000. Долгот над 500.000 за 11 години достигнува сума од над 2 милиони денари. Ова се само дел од случаите кои стигнале до народниот правобранител, во кои граѓаните се во должничко робство. Бидејќи често казнената камата и трошоците се неколкократно поголеми од основниот долг, народниот правобранител ќе поднесе иницијатива за законски измени со кои се предлага дорегулирање на работата на извршителите. Казнената камата престанува да тече кога сумата на висина втасаната и неисплатена камата ќе ја достигнува главницата. Следствено на ова треба да се направат измени во Законот за извршување, каде што треба да се измени членот 18, односно да се додаде член 18а, кој би гласал: кога сумата на втасаната, а неисплатена камата ќе ја достигне главницата, извршителот во постапката на извршување престанува да пресметува и наплатува законска казнена камата. Граѓаните остануваат во магичниот круг на должници поради што е лимитирана договорната камата, ама не е лимитирана казнената. Дополнително на терет на граѓаните кои се должници паѓаат и нотарските и извршителските трошоци кои исто така имаат казнена камата. Со иницијативата се предлага да се лимитира и каматата која ја наплатуваат извршителите за нивните трошоци. Од причина што не е лимитиран и износот на казнената камата, граѓаните не успеваат да се ослободат од долгот, бидејќи нивните примања се лимитирани, а извршителите можат да повлечат пари во износ од 1/3 и во одредени случаи 1/5. 1/5, да речеме, од една пензија е толку мала што никогаш должникот не успева да го подмири долгот како резултат на постојано набивање на камата по основ на Законот за облигациони односи. Во изминативе 2 години бил зголемен бројот на претставки од граѓани кои отплаќаат долг со задршка на 1/3 или 1/5 од плата или пензија, а со години наназад најмногу од вкупниот број претставки до народниот правобранител од областа правосудство се однесуваат за заштита на правата на граѓаните во постапките пред извршителите. Најчесто граѓаните барале помош поради тоа што не биле информирани дека започнува постапката за извршување за висина на долгот или за износот на пресметаните камати и трошоци. На должниците им се наплатувало и од средства од кои законски не смее, како пари кои ги земале од социјална помош, од хуманитарна помош, стипендии и слично, или пак се земало повеќе од 1/3 од плата. Пријавени биле случаи за неправилности во доставата на тужбите и налозите за извршување, како и за блокирање на трансакциски сметки во банки.